Идемо, 7 нови парфеми, дали би ги купил, да или не. Овој пат одбрани мојата мајка. Да видим што има одбрано. Латафа Dynasty. Немам доволно зборувано за парфемов реално за летово, али за тоа што веќе ми е празен цел. Такви убави чајни ноти, толку лесен за носење плюс месе пилинге, секогаш би било да. Бомбата! Spectre Odyssey. Ова беше еден од првите парфеми што си ги нарачав. Ја бев многу задоволен од него, значи баш плак, баш убав, али кој што кажав, армав парфемите не стоат воопшто на мене, овој ќе биде првиот за жал, не. Ајде, идеме следен. Шијака Snow. Овој парфем буквално за цената мирисе на свежо испрани јалишта. Долготрајноста парфумацот не му е феноменален, али ја кога се напрскам на нос, осеќам толку свеж, секогаш ќе биде да за мене. Видиме кој ќе биде сега. Какво машинче. Rebel, тоа што знаете, највише комплименти со него им добиено. Месе пилинге, микс на два познати парфема што се Baccarat Rouge и Creed Aventus, секогаш ќе биде да. Број 5 ќе биде овак. Немој да ме сватите погрешно, но многу луѓе им се свиѓа парфемот. И ја лично не можам органски да го поднесам парфемов, овој парфем на мирис не ми одговара, не ми го сака носот, овој ќе биде лесно не. Број 6, овака листата не лечи лошо. Мусаман Black Intense. За овој парфем 8 позитивни зборови, не можам ништо да кажам. Ориентална машина, еден од поинтересните парфеми на Латафа. Ако имаш можност барем да го мириснеш, да го осетиш на кожа како е драјдолнот, мора да пробате, за мене ќе биде секогаш да. Последниот парфем, овака листава не лечи лошо, али фали некој интересен за на крај. Да. Дали треба да кажувам дали е овој парфем? Да. Значи, буквално луѓе што го носат, кажуваат дека овој парфемче е најдоброто парфемче. Мов е скоро празен, така да дечки, овој е исто така премногу лесно да за мене. Само ради тоа што мене ми е омилен дизајнерски парфем. Сега кажете му коментар, како би сменили листава и кој ви е омилен од овие. Се гледаме у следното.